Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада. Во нив ќе гледате. Оддадена почит на починатите во несреќата кај Ласкарци на 3 годишнина од трагедијата. Хуманитарен концерт во Тетово за донирање помош на многудетно семејство. Десетминов винети за пустошење шуми во Гостиварско и секле поголемо количество дрва, туѓа шума во атарот на селото Падалиште. Тригодишнината од трагичната сообраќајна несреќа кај Ласкарци вчера се одбележа со комеморативен собир. На местото на несреќата цвеќе положија делегација од општина Гостивар, преживеани патници, роднини и пријатели на загинатите. Хартиени фенери на небото и положено свежо цвеќе во спомен на 16-те жртви на автобуската несреќа кај селото Ласкарци, која се случи на 13 февруари пред 3 години. Комеморативен собир за своите сограѓани на местото на несреќата вчера организираше Гостиварската локална самоуправа. 13 февруари 2019 година да остане ден на жалост во Гостивар, еден од потрагичните денови за нашата општина, во која во една сообраќајна незгода до 2019 година, после пладне околу 15 до 6, после една сообраќајна несреќа загина 16 луѓе. Заедно тагуваме, заедно ја водиме битката заглавени за жал во судските лавиринти. Заедно ја водиме битката за вистината и правда. Вистина која нема да ни ги врати те најмили, меѓутоа ќе даде надеж дека во иднина нема да се случуваат вакви трагедии. Тоа не се враќа ништо, тоа не се надоместува со ништо, ама едноставно ќе речеш па ете имало суд, па суд грешил тоа и тоа и тоа. И по 3 години од сообраќајката нема одговорност. За случајот се води судски процес во кој треба да се утврдат причините и вината за несреќата, но се чека супервештачење, неопходно за донесување пресуда. Собственикот на компанијата, возачот на автобусот и 4 вработени се обвинети за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. На 13 февруари 2019 година, автобусот на Дурмотурс, кој сообраќал на релација Скопје-Гостивар, околу 17 часот излетал од коловозот, ги пробил банкините и паднал на споредниот пат. Ансамблот Косовски божур од Србија во Тетово одржа хуманитарен концерт. Посетителите донираа средства за помош на многудетно семејство од Скопско кучевиште. Културно-метничкото друштво Бранко Чајка од Тетово заедно со Културно-информативниот центар на србите во Македонија Спона организираа хуманитарен концерт, кој се одржа во саботата во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово. На концертот настапи ансамблот Косовски божур од Србија, а гости беа и тетовското трио Шербет. Посетителите донираа средства за помош на 10-члено семејство од Скопско кучевиште. Тоа е семејство кое е многу сиромашно, зашто има 9 деца во семејство, дакле загрозени се социјално и со ваква активност и другите активности со другите партнерски хуманитарни организации, дакле денескам се со фондација Дели од Белград и со така с помоќ организација Срби за Србија од Белград, Спона и Чајка заедно организират вакви хуманитарни настани за да собереме што повеќе можеме финансиски средства за да ми направиме нова куќа за семејство Комненов од Кучевиште, така да ова е еден мали, да кажем, потег за да можеме да реализираме тие нашите цели. Да имаме голема чест, задоволство дека сме пак и ова година во Тетово и се надеваме дека со овие овакви настани ќе можеме малце да даруваме
и радост на семејството Комненов од Кучевиште и секако да даруваме за сите тетовци ова еден убав настан со концерти со убави песни, така да се надеваме дека и во идната година исто ќе бидеме тука во Тетово со косовски божури. Ансамблот Косовски божур од Србија повтор пат гостува во Тетово, а досега 9 пати има настапувано низ државава. Десетмина обвинети за пустошење шуми во Гостиварско во период од 2017 и 2018 година во повеќе наврати обвинетите како соизвршители истекле големо количество дрвја од туѓа шума во атарот на селото Падалиште. Против вкупно 10 лица, основното јавно обвинителство Гостивар поднесе обвинителен предлог за продолжени кривични дела, пустошење шума, кражба и измама. Во временскиот период од 2017 и 2018 година, во повеќе наврати, обвинетите како соизвршители исекле поголемо количество дрва од туѓа шума во атарот на селото Падалиште. На тој начин тие ја опустошиле шумата, бесправно сечејќи вкупно 254 букови стебла. Буковите дрва за огрев ги складирале во своите дворови, од каде што ги транспортирале до купувачи на подрачјето на општина Гостивар и ги продавале. Со ова на оштетеното правно лице ЈП Македонски шуми, обвинетите му нанеле проценета материјална штета од 724.500 денари. Еден од обвинетите сторил и кривично дело измама, така што на 21.9.2018 од претходно противправно исечените огревни дрва му продал на еден гостиварец, доведувајќи го во заблуда дека дрвната маса потекнува од легална сеча. За дрвата оштетениот платил 14.700 денари. По откривањето на нелегалната сеча, полициски службеници ги одзеле дрвата со потврда за привремено одземени предмети. Компанијата Евростеп ќе организира 11 бизнис сајами во земјава од областа на туризмот, риболовот и агрономијата, започнувајќи од месец април па се до ноември. На настаните покрај домашните поканети се и странски компании. Компанијата Евростеп ќе организира 11 бизнис сајами во земјава од областа на туризмот, риболовот и агрономијата, започнувајќи од месец април па се до ноември. На настаните покрај домашните поканети се и странски компании. 11 бизнис сајми, бизнис ивенти проследени со музички настапи се годинава на програмата на компанијата Евростеп. Веќе подпишавме меморандум за соработка со општина Гостивар за одржување на бизнис сајм на 21 и 22 мај. На овој бизнис сајм свој учество ќе има неколку десетици странски компании. По тој повод и ги повикувам полошките компании да бидат наши бизнис партнери кои што не вложуваат ниту еден денар, а добиваат еден вентор систем бесплатно. Во овој систем имаме веб страница, e-shop, Google Pay, Apple Pay и ред други апликации кои што може да ги користат за потребите на своите фирми. Но на тој сајм ќе имаат можност правните и физичките лица да понудат пред странските компании некоја собствена бизнис идеја за кој што немаат доволно финанси за да го развијат тој бизнис, како и компании кои што имаат потреба од зголемување на производствениот капацитет или компанија на која што му е потребен извоз. На бизнис настаните ќе присуствуваат многобројни гости од странство, поради што потребно е за нив да се обезбеди и хотелско сместување, велат организаторите. На 30 април и на 1 мај се организира еден сајм за туризам во Охрид, на кој што свој учество ќе имаат 30 туроператори од Европска Унија за битови средба со македонските туроператори и македонските хотелиери за собирање на понуди, бидејќи на почетокот на септември ќе пристигна 100.000 странски туристи. Сите хотелски капацитети во Република Македонија ни се потребни за да ги сместиме гостите, бидејќи на 3 и 4 септември ќе имаме еден стрит фестивал, кој што од страна на општина Охрид и општина Струга ќе биде прогласена бела ноќ
Тој фестивал ќе започне некаде околу 12, напладне на 3, ќе трае на 4 до доцните часови. Потоа на 5 и 6 е предвидено сите овие туристи да бидат распределени во 5 градови во Македонија. Еден од градовите ни е Тетово, замислено, но се уште немаме склучено договор со општината за на 7 септември да биде стрит фестивалот во Скопје. По тој повод ги повикувам сите туристички агенции, туроператори да стапат со нас во контакт за да можеме да ги споиме со странските туроператори за истовремено, бидејќи доколку постанат наши бизнис партнери, бесплатно стануваат, тие веднаш се во програмата и во нашата платформа во која што членуваат 6 милиони компании. Во секој момент на нашите хотели ќе бидат на таа платформа и во секој момент имаат можност не само во летниот период, туку во 365 денови да имаат можност да добијат туристи. Компанијата на 22 февруари во 13 часот во општинската сала во Гостивар организира средба со полошките компании, хотелиери и туроператори. Грижата за земјоделците и конкретно за лозарите е постојана и затоа резултатите се видливи и представуваат дополнителна мотивација. Ова денеска го истакна председателот Димитар Ковачевски, кој учествуваше во символичното закројување на винови лози во Росоманско Трстеник. Заедно со лозарите и винариите се радуваме на почетокот на нивната нова година и го славиме нашето македонско вино по кое сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентни во светски рамки, презедовме обврски да вложуваме во лозарството. Уште на почетокот на новата лозарска година, исто како и во претходните, лозарите ги добија субвенциите за поддршка. Новиот циклус тие го стартуваат со финансиски средства кои ќе им помогнат со успех да ја започнат и продолжат оваа година. Грижата за земјоделците и конкретно за лозарите е постојана, затоа резултатите се видливи и представуваат дополнителна мотивација. И покрај економската криза, во текот на 2021 година, регистрирано е зголемено откупување на грозје кај регистрираните откупувачи, а исто така зголемен е и извозот на вино од нашата земја, кој што достигна ниво од 49 милиони евра во минатата година. Нема веќе неизвестност за лозарите, ветувањата кон нив со истото динамично темпо ги исполнуваме, а нашата долгорочна стратегија е создавање на сигурно производство и откуп на грозјето, а владата е посветена на создавање амбиент за стопанисување кој ќе биде поволен и за лозарите и за винариите. Регистрирани повеќе физички напади од страна на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на викендот. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути полициски службеници лишеле од слобода 21-годишникот Тетовско поради сомнение дека околу 2 часот во Челопек во 2 наврати физички нападнал 20-годишно женско лице, со кое порано бил во љубовна врска, како и 24-годишно женско лице и двете од Тетовско. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 32-годишникот Тетовско Рогле вчера во 12 часот и 50 минути пријавил дека 2 часа пред тоа во угостителски објект во селото бил физички нападнат од неговиот 63 годишен соселанец. Случајот целосно е расчистен и против пријавениот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 12 часот и 40 минути 21-годишникот Тетовско Долно Палчиште пријавил дека половина час претходно во угостителски објект во селото бил физички нападнат од 29-годишникот истото село. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 13 часот и 50 минути пријавено е дека настанал пожар во куќата на 40-годишен тетовец на улица Ленин во Тетово. Нема повредени лица, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот бил локализиран. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Уште една контрола на возачите на подрачјето на СВР Тетово била спроведена вчера. Санкционирани вкупно 13 возачи, од кои 8 од Тетово и 5 од Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 12 до 16 часот спровеле зајакната контрола на возачите, како и колку ги почитуваат нивните обврски кон пешаците, односно дали им даваат предност при минување. Во контролата биле откриени и санкционирани вкупно 13 прекршоци, 8 од Тетово и 5 од Гостивар, кои во најголем број се однесувале на непропуштање на пешаците на обележани пешачки премини. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби.
води. При контролата исто така санкционирани се и 17 други видови сообраќајни прекршоци, 11 во Тетово и 6 во Гостивар. Вчера од 8 до 20 часот на Тетовско-Гостиварското подрачје реализирани се и планираните контроли за брзина, во рамките на кои биле санкционирани вкупно 9 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. Сите пречекорувања се регистрирани во Гостивар. Во овие активности со соодветни поднесоци биле заокружени и 33 други видови сообраќајни прекршоци, 21 во Тетово и 12 во Гостивар. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.